Во студиото на Мија денеска гостин е кардиохирургот Александар Колев од Универзитетската клиника за кардиохирургија. Добар ден. Добар ден. Универзитетската клиника за кардиохирургија располага со тим врвни кардиохирурзи, анестезиолози, медицински сестри и здравствени работници кои со долгогодишно искуство и стручност обезбедува квалитетна здравствена заштита за пациентите и специјализирана нега за секој пациент. На што се должи вашата успешност и успешноста на вашиот тим воопшто? Па во прашањето делумно одговоривте на што се должи успешноста. Ќе кажам најпрво една друга работа која што не прави ефикасни, а тоа е силната мотивираност. Државната кардиохирургија се отвори, односно започна со работа од пред 11 години, 2014 година, и поголемиот дел од тимот на доктори, медицински сестри, техничари, помошен персонал е всушност од самото отварање на државната кардиохирургија. На некој начин ние сме дел од еден проект кој што го гледаме како исклучително значаен за државата. Државната кардиохирургија според мене е стратешка институција од областа на здравството за државата, и со тоа што поголемиот дел од нас сме вклучени од самиот почеток, чувствуваме силна мотивираност дека создаваме нешто што е и иднина и нешто што во еден момент ќе биде значајно за македонската историја, за македонското здравство. И сите оние кои што подоцна се вклучиле на државна кардиохирургија, ја чувствуваат таа мотивираност, и 11 години се уште е некој краток период и ние се уште сметам дека ја градиме иднината преку државната кардиохирургија. Тоа е првото. Второто е дека од самиот момент на формирање на државна кардиохирургија имавме можност на исклучително добра соработка, исклучително добра обука со еминентни кардиохирурзи, анестезиолози, сестри со исклучително долгогодишно и квалитетно искуство во делот на кардиохирургијата од регионот, но и од Европа. Имавме интензивна соработка со Дедиње, клиничкиот центар од Белград, со клинички центар Белград, имавме интензивна соработка со Тримли болницата од Цирих, соработувавме со доктори од Германија, со доктори од Италија. Всушност и првата операција беше направена со помош на кардиохируршки тим од Италија. Благодарение на оваа континуирана едукација и усовршување на секој дел од персоналот на државна кардиохирургија, сметам дека денес имаме една можност на пациентите да им дадеме навистина квалитетна и стручна услуга. Колку време сте дел од тимот и дали се планираат новини за унапредување на работниот процес на клиниката кои се во интерес на пациентите и на докторите? Како што кажав, јас сум дел од државна кардиохирургија од самиот нејзин почеток од 2014 година, кога беше првата операција, до денес, веќе 11 години, и во изминатиот период поминавме низ многу и премрежа, меѓутоа постигнавме и многу големи успеси. Меѓутоа не запираме овде, продолжуваме понатаму со воведување на нови современи методологии. Прво што можам да издвојам од она што е најавено и во јавноста се дискутира веќе подолг период наназад, и сметам дека за некој брз период веќе ќе видиме и реализација, тоа е формирањето на еден нов центар за третман на срцеви болести, односно спојувањето на државната кардиохирургија и Универзитетската клиника за кардиологија. Во овој момент ние делиме една зграда, споделуваме заеднички простор, меѓутоа функционираме како два различни правни субјекти со една иницијатива која што ја поздравувам од Владата на Република Македонија. Формирани се работни групи кои што треба да овозможат поврзување во еден правен субјект. Со тоа всушност ќе профункционираме како центар за срце, нешто што функционира воглавно во светот, што е вообичаено, и на тој начин ќе се избегнат некои бирократски, да кажам, пречки кои што постојат во моментот, и ќе се обединат дијагностиката, конзервативниот третман на пациентите, предоперативната подготовка на пациентите,
оперативното, односно хируршкото лекување, како и постоперативното лекување и понатамошно следење на срцевите болби. Тоа не овозможува само надминување на бирократските пречки, туку овозможува една поинтензивна соработка која што ние и веќе ја имаме отпочнато во смисла на овозможување на така наречени хибридни процедури, каде што интервентниот дел на постапките, на процедурите, кој воглавно спаѓа во делот на интервентните кардиолози, го поврзуваме со отворените класични хируршки операции, односно, минатата недела имаше еден случај во кој што тимот од Универзитетската клиника за кардиологија постави стент на каротидна артерија на вратот на една пациентка, додека нашиот кардиохируршки тим потоа продолжи веднаш преку една хибридна процедура, значи со операција за байпас хирургија на срце. Тоа е една можност. Дополнително ние веќе во изминатата година и пол започнавме со воведување на минимално инвазивни процедури во хируршкото лекување на пациентите, кои понатаму планираме да ги дополнително развиваме и да го прошириме нашиот спектар. Имаме веќе десетина минимални инвазивни операции, каде што нема она класично сечење на градната коска и еден голем или прилично, да кажем, мутилантен рез, туку со рез кој што е под пазувата од само 4 см. Имаме направено неколку замени на аортна валвула, неколку операции на митрална валвула и таа е насоката во која што и понатаму планираме да се развива. На клиниката годишно колку кардиохируршки интервенции се извршуваат и дали се следат сите најсовремени трендови во кардиохирургијата? Бројката наназад во изминатите години на кардиохируршки операции се движи негде околу 300 или да кажем 250 и 320 кардиохируршки операции, при што покрај кардиохируршки операции на нашата клиника се изведуваат и васкуларни хируршки операции. Ние имаме и оддел за васкуларна хирургија, односно хирургија на крвните садови. Бројката на васкуларни операции исто околу 250 до 300 годишно. По текот на оваа година веќе имаме 235 кардиохируршки операции, васкуларни операции околу 170 до сега, а минатата година сме имале 265 кардиохируршки, тука некаде васкуларни, значи тоа е бројката која што меѓу другото е условена и од кадровскиот и од просторниот капацитет со кој што располагаме. Мора да кажам дека годинава се соочивме со еден проблем за кој што јавноста и беше запознаена, а тоа е дека имавме кадровски проблем заради тоа што останавме само со двајца кардиоанестезиолози. Со двајца кардиоанестезиолози постоеше опасност и во целост да се прекине оперативниот програм на клиниката, меѓутоа благодарение на изморените напори на нашите колеги анестезиолози, на поддршката од Министерството, изнајдовме решенија не само да не запре хируршкиот програм и да не запрат операциите, туку како што кажав, горе-доле да исполниме и бројката во која што сме се движеле во изминатиот период на нас. Колку трансплантации се извршени на клиниката и во врска со според таа бројка во однос на бројот на жители, каде се бројува Македонија во светски рамки? До овој момент на државна кардиохирургија се изведени 11 трансплантации на срце. Таа бројка е различна во различни години и ние можеме да ги компарираме бројките од различни години. Првата трансплантација беше 2020 година, во првите 2 години се направија 6 кардиохируршки срцеви трансплантации, 2002-2003 имаше по 2 годишно, 2004 една, за жал 2022-2023 се извинувам, 2024 2025 за жал нема трансплантација се уште. Во минатите години, иако таа бројка делува мала, мора да кажам дека по однос на бројот на жители, Македонија во еден период беше во првите 20 земји во светот по извршени трансплантации на годишно ниво. Вкупно во
текот на една година капацитет да извршат срцеви трансплантации во светот имаат негде околу 60-70 држави. Значи огромен број, поголемиот дел од државите во светот се уште немаат оваа процедура имплементирана во нивните здравствени системи. Како што кажав, бројките варираат, меѓутоа Македонија покажа дека има капацитет, има стручни тимови, има капацитет на медицинскиот, на здравствениот систем на државата и можеби е потребно малку поголема активност во делот на подигнување на свесноста и на јавноста, но и на медицинскиот персонал за донорството и за навременото препознавање на мозочна смрт, дијагностицирање и преземање на сите постапки понатаму за овозможување на срцеви донори. Бевте дел од тимот кој изврши првата трансплантација во Македонија, зашто добивте награда 13 ноември од град Скопје и спомен плакета од општина Велес за хуманост и придонес во развојот на кардиохирургијата. Што представува за вас добивањето на наградата и спомен плакетата и какво е чувството да се овозможи продолжување на нечи живот? Ке почнам од последното. Какво е чувството да се овозможи продолжување на живот? Трансплантацијата на срце не е единствена нити хируршка, нити медицинска процедура со која што ние и колегите доктори имаат можност да продолжат нечи живот. Многу доктори во итната медицинска помош со методите на кардиопулмонална ресусцитација спасиле живот, продолжиле живот, многу хируршки операции на различна патологија значат продолжување на живот, многу медикаментозни терапии значат продолжување на живот. Меѓутоа, ако ве зборуваме за трансплантација на срце, со оглед на тоа дека имаме срце кое што починат донор, погледот на тоа нешто е дека на некој начин може би звучи метафизички, меѓутоа чувството е дека на некој начин ние овозможуваме тоа срце од тој настрадан млад човек да продолжи да чука во друг организам и на некој начин продолжување на животот и на тој донор преку таа трансплантација, ако може така да се изразам. Што значат наградите? Јас сум благодарен што имав можност да бидам дел, иако бев специјализант се уште и асистирав на експлантацијата на срцето на првата трансплантација. Благодарен сум за таа можност што имав во животот, за навистина е посебно чувство. Наградите значат прво препознавање на трудот кој што клиниката и здравствениот систем во држава го направиле, за да дојдеме до тоа ниво да бидеме сепак во помалиот дел на држави во светот кои имаат воведена срцева трансплантација. На некој начин препознавање на потребата од донорство, секако мотивација и поддршка да се работи во насока на воведување и имплементирање на нови и нови процедури кои што ќе значат поквалитетно лекување на нашите пациенти. Според вас, што треба да се превземе за подигнување на свесноста на населението за важноста на трансплантацијата? Проблемот или методите се мултисегментни, ако може така да кажам. Потребна е навистина здружена активност на поголем дел од сегментите во општеството, на поголем дел општествени чинители. Кај нас легислативата се измени во изминатиот период со тоа што законските измени сега предвидуваат предпоставена согласност, за разлика од некои држави кои што имаат активна согласност, односно за да некој почина биде донор, треба во текот на неговиот живот јасно и гласно да се изјасни дека доколку дојде до таков немил настан, ги донира органите. Кај нас е предпоставена согласноста, но тоа
не значи олеснување на процедурата, туку значи дека треба сега, откако ќе имаме настрадан со констатирана мозочна смрт, обезбедување согласност од фамилијата. Со оглед на тоа дека фамилијата нема сознание за желбата на настраданиот додека бил жив, и со оглед на тоа дека станува збор за еден момент во кој што фамилијата е травматизирана, бидејќи потенцијални донори се генерално млади и здрави лица кои настрадале најчесто во некоја несреќа. Значи, таа фамилија треба во едни услови на таков шок да даде согласност за донирање. И тука е потребно да се делува прво, можеби кај медицинските работници, кои што треба сериозно да бидат и психолошки обучени за пристапот кон фамилијата на овие пациенти, да знаат на кој начин да им пристапат за да овозможат таква согласност. Меѓутоа треба и мерки, ако сакате, и од општеството во целина, и од религиозните групи, со кои ќе се потенцира етичката вредност на дарувањето на органи. Неодамна престојувате во Универзитетската болница во Бордо, Франција, каде што учествувавте во специјализирана работилница за најсовремените техники во кардиохирургијата. Со какво искуство се стекнавте од таа работилница? Одлично искуство, мора да кажам. Има една изрека која што е на некој начин и моја животна филозофија, дека на секој што ќе го сретнеш знае нешто што ти не знаеш и од секого можеш нешто да научиш. Преточено во професионална смисла, за мене тоа значи дека има нешто што може да се научи од секој кардиохирург, со кој што ќе има можност да се влезе во сала, да се гледа, да се асистира, да се соработува. И за среќа ние со оглед на соработката која што ви ја кажав наназад како клиника што сме имале, со доаѓањето на многу кардиохируршки експерти на нашата клиника, сме имале можност да учиме. Меѓутоа, кога ќе отидеш во друга установа, тоа е некако мултиплицирано, затоа што во еден момент може да се видат различните техники на поголем број кардиохирурзи од другата држава, нели? Може да се види разлика во организацијата на самиот работен процес. Она што беше најзначајно и што може да го издвојаме, што за прв пат имав искуство да видам како изгледа роботизирана кардиохируршка операција, по-конкретно пластика на една болна митрална валвула на срцето. И тоа е нешто што ќе издвојам. Од друга страна, мора да кажам пак и дека е охрабрувачки на некој начин кога ќе се посетат едни поразвиени држави, поразвиени здравствени системи, односно во конкретниот случај болницата во Бордо, Франција, кој ќе видите дека нема многу разлика од тоа што ние го работиме во Македонија, во делот на ние стандардни кардиохируршки интервенции. По положувањето на специјалистичкиот испит во 2021 година станавте првиот кардиохирург во историјата на катедрата по хирургија при Медицинскиот факултет во Скопје. Зошто се одлучите за кардиохирургија? Прво, логичко следство после формирањето на државна кардиохирургија беше отварањето на катедра за кардиохирургија, односно возможувањето на специјализации по кардиохирургија на Медицинскиот факултет во Скопје. Претходно моите постари колеги своето образование го правеа во странство, односно беа упатени на субспецијализација, на повисоко ниво на усовршување за кардиохирургија. Со ова се отвори можноста да и јас и моите други колеги се стекнеме со кардиохируршка специјализација во Македонија. И сега тоа постои и ќе продолжи во иднина. Зошто кардиохирургија? Јас прво имав започнато специјализација по општа хирургија и можам прво да кажам зошто одбрав хирургија. За мене кардиохирургијата како дел од хирургијата е и наука, и вештина, помалку е уметност, но пред се е начин на живот. Кога бирате кариера како хирург,
не бирате само професија, туку бирате нешто што е животен повик. Тоа нема работно време, посветеноста на проблематиката мора да биде 24/7. И затоа, како што реков, е начин на живот. Мојот карактер, да речем, бил таков што мануелното решавање на здравствените проблеми, по-директно, по-брзо, акутно решавање на здравствените проблеми ми е поблиско и тоа ме одлучило да изберам хирургија. Откако бев повикан на првата операција кардиохирушка, бидејќи кардиохирушки операции додека бев студент немав можност да видам. Меѓутоа, откако бев повикан на првата кардиохирушка операција, бев фасциниран од самата технологија на изведување на операцијата. Прво, знаете, за да направите една операција на срце, еден байпас или замена на валвула, вообичаено потребно е тоа срце да го запрете да работи. Пациентот да го поврзете на една машина која што е вештачко срце и вештачки бели дробови која што го одржува во живот. На некој начин сето тоа е многу фасцинантно и да го имате во вашите раце срцето на пациентот е буквално како да го имате неговиот живот. Брзиот начин на живот, изложеноста на стрес, несоодветниот начин на исхрана, недоволната физичка активност, пушењето и нередовното одење на превентивни прегледи резултира со зголемен број пациенти со кардиоваскуларни заболувања. Каков совет ќе му упатите на граѓаните во однос на грижата за здравјето на нивното срце? Прво, тоа што го кажавте, во Македонија, па и во светот, генерално кардиоваскуларните болести го заземаат првото место по зачестеност и се главна причина за смрт. Кога зборуваме за причини кои што доведуваат до овие болести, ние може да ги поделиме на две групи. Едните се вродени или внатрешни фактори, значи ние не знаеме каква генетика носиме, најчесто не знаеме, и може да имаме генетска склоност кон одредена болест. Возраста, односно старењето, нели, исто нешто на кое што не можеме да влијаме, како што не можеме да влијаеме ни на генетиката. Меѓутоа, многу научни студии покажале дека влијанието на генетиката е некаде можеби 20 до 25%, додека животните навики или оние надворешни фактори се нешто кое што и како може да одлучи дали ние ќе заболиме од одредена болест, во конкретниот случај кардиоваскуларна болест, или не. И вие набројавте голем дел од нив. На прво место, пушењето цигари, исклучително штетно за кардиоваскуларниот систем и еден од главните надворешни фактори. Тоа што ќе им го препорачам на сите кои што ќе го гледаат овој разговор е откажување од пушење цигари. Пушењето цигари во Македонија е навистина на едно високо ниво. Во многу земји во светот може да се каже дека не само што не е модерно пушењето цигари, туку е на некој начин и срамна. Додека кај нас не е така. Престанокот со пушење на цигари им го препорачувам на гледачите веднаш. Не постепено, не ќе намалам, туку веднаш. Друго што може да препорачам е редовна контрола на хроничните болести. Контрола на гликемијата, односно шеќерот, кај диабетичари. Диабетот е втора главна причина која што доведува за срцеви болести. Регулирање на крвниот притисок, редовно земање на терапија доколку е некој на хронична терапија, да не се избегнува терапијата. Физичка активност, поголемо движење, поголема социјализација, поголем престој во природа и секако, она што и вие го кажавте, редовни прегледи. Имајќи предвид сложеноста на кардиохирушките интервенции, дали пред секоја кардиохирушка интервенција имате посебен начин на подготовка и доколку имате, што опфаќа тоа?
Кардиохируршките операции се операции кои што навистина бараат сериозна подготовка. Немам некое суеверно, да кажам, однесување пред операција. Меѓутоа, прво, секој кардиохируршки пациент мора да биде детално иследен од секој органски систем. Значи не е само срцето она кое што ние треба да се фокусираме и да го третираме, туку особено се од интерес и работата на белите дробови, работата на бубрезите и сите останати органи. Евентуално присуство на некоја инфекција, хронична или акутна, сето тоа треба да биде земено во предвид и да биде изанализирано пред самата операција. Откако тоа ќе биде направено и пациентот ќе добие согласност од срцевиот тим, кој што вклучува кардиохирурзи, кардиолози и анестезиолози, дека е безбедно влегувањето во сала. Сега во овој случај зборуваме за елективни, не за итни операции. Тогаш веќе може да ја планираме и самата операција. Со оглед на тоа дека на некој начин се уште сум релативно млад како кардиохирург, мојата подготовка навистина подразбира прво детална анализа на сите испитувања предоперативни на пациентот, меѓутоа подразбира и детално планирање и замислување на самата операција пред да влезам во сала, што всушност во мојата пракса подразбира и опишување на секоја операција, секоја постапка од самиот рез на кожа па до последниот шав затварање на кожата, опишување во тетрадка. Тоа е една навика, можеби заради тоа што сум се уште на почеток, но сметам дека е добра навика за да се ја задржам и до крајот на кариерата, затоа што на тој начин се осмислува самата операција, се предвидуваат сите можни компликации, се има предходно план доколку се случи известна компликација што би требало да се направи и се намалува, да кажам, паниката или стравот доколку таа се случи. На некој начин сметам дека ова овозможува едно полесно и побезбедно спроведување на операцијата. Која неодамнешна иновација или техника во кардиохирургијата сметате дека најмногу ќе го трансформира третманот на пациентите во следната деценија? Мислам дека има неколку. Не можеме да предвидиме што ќе биде најзначајно во следните 10 години, меѓутоа некои работи можеби веќе се надзираат. Прво, минимално инвазивните процедури, кои што веќе се и сегашност, не се толку иднина, меѓутоа се и сегашност во светот, но особено нивното комбинирање со роботизирани апарати и дополнително веројатно ќе има многу голем напредок и развој со развојот на вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција веќе на поголема мера се користи во диагностицирањето на многу болести, меѓутоа веќе се направени неколку операции кои што комбинираат хируршка активност со роботизирана активност и со вештачка интелигенција. Ова синергија овозможува намалување на грешките кои што може да се јават од пристапот од кардиохирурзите, го скратува времето на операциите, ги намалува компликациите и го скратува самиот болнички престој постоперативно со оглед дека намалува и крварење и компликации. Тоа е едната насока. Минимално инвазивните процедури, комбинирањето на ендоваскуларните, тоа се оние процедури без отворена хирургија, со отворени операции, односно хибриден пристап кон третирањето на пациентите, сметам дека ќе биде исто нешто што ќе овозможи голем бенефит за кардиохируршките пациенти. И како посебна група ќе ги издвојам пациентите со срцева слабост, со хронична срцева слабост и развојот на нови методи во лекувањето на овие пациенти. Во една насока, употребата на апарати за механичка циркулаторна поддршка, тоа се оние популарно кажани вештачки срца или пумпи кои што се вградуваат кај пациенти со срцева слабост. Тоа се пациенти кои што или не можат
да добијат срце заради известни контраиндикации, или пак пациенти кај кои што до моментот на обезбедување на срце за трансплантација треба да бидат на механичка поддршка како еден вид bridge to transplant. Интензивни се технолошките напредоци во смисла на зголемување на ефикасноста на овие апарати, намалување на нивната големина, и она што е можеби најважно што очекувам да се случи во следниот период, а тоа е обезбедување на полнење со на батеријата, односно електрична енергија на овие апарати на безжичен начин. Една од најголемите проблеми, еден од најголемите проблеми или компликации кои пациенти е што тие мора да имаат кабел кој што излегува од нив, од нивниот абдомен, од нивниот стомак, и тој кабел го поврзуваат на надворешна батерија за да може пумпата да функционира. Сметам дека нешто што ќе се надмине во наредниве 10 години, речиси сум сигурен, е таа компликација. Понатаму сигурно дека ќе има можност со развој на биотехнологии, со развој на 3D принтање на биолошки материјали, на органи, на ткива, кои што ќе помогне исто за третманот на пациентите со срцева слабост. Нешто што звучи радикално, меѓутоа се случи и веројатно многу ќе се работи на тоа и во иднина, а тоа е така наречената ксенотрансплантација. Тоа е трансплантација, 2022 се случи првата трансплантација на срце кај пациент од друг организам, поточно срце специјално обработено, генетски модифицирано, моделирано срце од свиња. 2023 се случи и втората. Првичните резултати се навистина охребрувачки со оглед на тоа дека станува збор за проблематика, односно тема која што сигурно ќе побуди многу етички дискусии и размисли. Сигурно ќе зависи многу и од тоа, но медицината се движи и во таа насока. Една проста споредба е, да кажеме, за самиот ефект на таа ксенотрансплантација. Првиот трансплантиран пациент на срце од човек донор, односно алотрансплантација, живееше 18 дена. Првиот трансплантиран пациент со срце од свиња живееше 2 месеца. Сметам дека, како што кажав, со етичките дилеми кои што постојат и кои што веројатно ќе бидат тема, медицината ќе се движи, кардиохирургијата во третманот на пациентите со срцева слабост ќе се движи кон развојот на нови технологии, но и кон ксенотрансплантација. Според ваше искуство, кои се најчестите заблуди кај пациентите и грешките кои ги прават, а кои ги доведуваат до операционен стол? Кој е најголемиот мит за здравието на срцето во кој би сакале да сите да престанат да веруваат? Па има повеќе сигурно. Веројатно најголемиот мит е многу често ние и кардиолозите во нашата пракса среќаваме луѓе или нивни фамилии кои што дошле до некоја кардиолошка или кардиохируршка интервенција, како резултат на атеросклероза, развиле коронарна артериска болест, па завршиле на стент или можеби на операција. И тие велат не му било ништо, немал никакви симптоми, од полно здравје, и се чудат како му се случило тоа. Така да еден од митовите, јас не чувствувам ништо, сум наполно здрав, не ми треба доктор, не ми треба контрола, не ми треба редовни прегледи. Тоа е нешто што прво треба да го тргне на страна. Да кажеме дека дури негде до 70-80% од луѓето кои што завршуваат со миокарден инфаркт немале некои посериозни здравствени проблеми кои што ги пријавиле или ги чувствувале наназад се до тој момент. Така што особено популацијата над 40 години да прави редовни прегледи.
електрокардиограм, ехо на срце, лабораторија за следење на масноти, за следење на шеќер. Вториот мит е исто поврзан со тоа, често слушаме пациентите да кажат: мене ми е нормален 160 со 100 притисок, јас сум навикнат на тој, ако ми е понизок притисокот, не се чувствувам добро, поспан сум, и одбиваат да третираат таквата состојба. Тоа исто така е една од поголемите опасности и мора гледачите кои што ќе го следат овој разговор да сватат дека нормален притисок е до 130 со 80, систолен, диастолен, се што е повисоко. Нема за мене нормален притисок е 160, тоа е потенцијален ризик и за коронарна артеријска болест, што може да доведе до потреба од стентирање или бајпас хирургија, но е и потенцијален ризик од проширување на аортата и последична дисекција, односно раскин од ткивото на ѕидот на аортата или па руптура, прскање на самиот ѕид. Ако може да дадете една здрава навика за заштита на срцето, која би била таа? Тоа е сигурно движењето. Општо ќе кажеме физичка активност која што секој треба да си ја прилагоди на себе, меѓутоа движењето кое го препорачува и Светската здравствена организација е една од најдобрите превентиви за неколку болести, меѓу другите за кардиоваскуларните болести, превентива за диабет, превентива за инфекции, превентива за висок притисок. Се препорачуваат негде 8 до 10.000 чекори дневно, брзо одење, што е релативно, што е за некој брзо, меѓутоа 8 до 10.000 чекори дневно, што е 30 до 45 минути пешачење, и многу анализи покажале дека тоа има и до 50% влијание за намалување на опасноста од кардиоваскуларни болести во период од 10 години. Значи, ако почнеме од денес, по 10 години да го практицираме тоа секојдневно пешачење, по 10 години веројатноста дека ќе развиеме кардиоваскуларна болест е преполора. Како ја балансирате потребата за прецизност и брзина за време на сложените операции, како што се замена за листоци или бајпас хирургија? И вие живеете секојдневен живот, можеби сте нервозни, можеби не ви оди како што треба во приватниот живот, дете донело слаба оценка и така натаму. Може да ви се случува се што, а вие сепак треба да останете смирен, прецизен и во исто време брз. Како останувате смирени кога животот на пациентот буквално е во ваши раце? Баш тоа што го кажавте, животот на пациентот е во наши раце и нема ништо поважно од тоа. Сите надворешни влијанија кои што предизвикале степен на нервоза стануваат неважни. И лошите оценки на децата и било кои други нервози, фамилиарни или професионални, стануваат неважни кога во вашите раце е животот на пациентот. Токму затоа хирургијата воопшто, па и кардиохирургијата е меѓу другото професија која бара известна и психофизичка подготвеност на човекот, за да може баш да балансира, односно да ги елиминира надворешните влијанија кога е во сала и да се фокусира само на она што е најважно, тоа е пациентот. Спомнавте брзината и прецизноста. Да, брзината е важна, особено во кардиохируршките операции, заради технологијата која што ви кажав претходно, односно потребата да се запре срцето, да се стави пациентот на машина за вонтелесна циркулација, што само по себе има негативни и штетни ефекти, и тука сте малку во трка со времето. Меѓутоа, мое мислење е дека брзината доаѓа од прецизноста. Фокусирањето на прецизните постапки, не повторувањето на чекорите во операцијата, ни овозможуваат
брзината на самата операција. Не смееме заради брзината да ја доведеме во компрометација прецизноста. А прецизноста сама по себе ќе ни овозможи брза операција. Кои се тие операции на срце кои вашата клиника не може да ги врши, па се вршат по приватните болници? Ако има такви, зошто е тоа така? Па јас не сум запознаен со ниедна процедура кардиохирушка која што се изведува во останатите приватни кардиохирушки установи, а која не се изведува кај нас, и сум цврсто уверен дека таква нешто не постои. Се што се работи кај нас се работи и кај нив, и се што се работи кај нив се работи и кај нас од аспект на кардиохирургија. Едно прашање за нешто што верувам ќе ги интересира и повеќе родители. Кај многу деца постои отвор меѓу двете предкомори и постои можност за мешање на крвта. Што да прават во такви ситуации? Која е процедурата за тој отвор да се затвори? Прво ќе кажам дека постојат различни видови на отвори помеѓу двете предкомори. За да бидеме попрецизни, појасни, ќе се обидам да ја објаснам и анатомијата и функцијата на срцето. Значи, срцето има две комори и две предкомори. Десна предкомора, десна комора, лева предкомора, лева комора. Предкоморите се разделени од коморите со залистоци или валвули. Од десната комора излегува белодробна артерија, од левата комора излегува аортата, и помеѓу коморите и овие крвни садови исто така постојат залистоци. Додека помеѓу предкоморите постои преграда и премеѓу коморите постои преграда. Ова има за цел да овозможи еднонасочно движење на крвта и таа да не се меша, да не се враќа назад и да не се од коморите во предкоморите или од аортата во комората, да речено, и да не се меша меѓу предкоморите и коморите. Нечистата крв, народски кажано, или крвта која ги носи метаболните продукти до срцето, влегува во десната предкомора преку венскиот систем, и таа крв која што е богата со јаглероден диоксид. Од десната предкомора таа крв влегува во десната комора, а потоа преку белодробната артерија оди во белите дробови, каде се оксигенира, се снабдува со кислород, за потоа од белите дробови да се врати преку белодробните вени во левата предкомора, одовде да отиде во левата комора, а потоа преку аортата до сите целни органи во телото. Тоа е начин на кој што се движи крвта кај возрасен човек. Додека сме ние во фетусот односно во матката на мајката, додека сме поврзани со мајката преку плацента, нашите бели дробови не функционираат, туку ние добиваме оксигенирана крв со кислород директно преку плацентата од мајката, и преку папочната вена таа крв богата со кислород доаѓа до нашиот организам и доаѓа до десната предкомора. Со цел да се овозможи поефикасна искористеност на оваа оксигенирана крв, додека сме во мајката, постои отвор помеѓу десната и левата предкомора, кој што отвора овозможува оваа оксигенирана крв побрзо да дојде на левата страна на срцето и со тоа побрзо да биде испумпана доминантно до мозокот за да овозможи мозочен развој на бебето, на фетус. Кога ќе се роди бебето, кој ќе продише, односно со првиот плач, тоа веќе доаѓа до затварање на тој отвор. Меѓутоа, една од најчестите вродени аномалии е перзистирање, односно постоење на известна комуникација, известен отвор. На почеток ќе кажам дека голем дел од возрастните пациенти кои што доаѓаат во нивна веќе зрела доба, 40-50 години, имаат оваква вродена аномалија. Таа е негде 7 до 15% од сите вродени срцеви аномалии.
Има неколку вида. Првиот вид е така наречен перзистирачки овален отвор или persistent foramen ovale. Тој кога постои само една како мембранеста пукнатина или флеп, која што останува отворена и после пораѓајот, меѓутоа не овозможува комуникација во нормални услови помеѓу крвта помеѓу левата и десната преткомора, туку во одредени ситуации како при кашлање или при некој поволен напор може да се отвори да комуницира. Проценката е дека 25% од луѓето имаат persistent foramen ovale и тоа нема никакви сериозни последици. Во одмината возраст може да биде причина за зачестени цереброваскуларни инсулти или мозочни инфаркти и во такви ситуации се пристапува кон третирање на таа состојба. Другата категорија е кога има функционално отсуство на ткиво и тоа е веќе зборуваме за атриален септален дефект или предкоморен септален дефект. Меѓутоа и овде имаме 4 подгрупи. Најчестиот атриален септален дефект е од тип секундум, така наречен секундум, и тој се наоѓа на самото место каде што претходно комуницирала крвта. Најчесто, како што кажав, 70% од дефектите се од овој тип. Останатите се примум, каде што отворот е подоле во предкомората и е блиску до волвулите. Имаме од типот на венозен синус и од типот на коронарен синус, односно комуникација на делот кој што е блиску до вена кава и делот кој што е блиску до коронарниот синус. Овие последните три се покомплицирани и најчесто бараат хируршко затварање, меѓутоа се поретки. 80% од тип секундум, односно најчестите дефекти, спонтано се затвараат негде до втората, третата година од животот, што значи дека ако таква нешто е диагностицирано, примарно не треба родителите да се премногу загрижени, затоа што препораките во овој случај, светските препораки се прво watchful waiting, односно следење на самиот развој и функција на срцето на детето, на бебенцето. Во еден многу мал дел, многу мал процент на случаи, кога има или многу голем дефект, или дефект од типот на вторите три, примум, синус венозус или синус коронариус, тогаш уште во раната фаза кај новороденчето се препорачува хируршко затварање. Воспротивно, следење и доколку не се затвори во првите 2-3 години и доколку има хемодинамско значење, односно доколку предизвикува срцева слабост, доколку ја оптеретува крвта на десната страна затоа што притисокот на левата страна е поголем, па крвта се движи и го оптеретува десното срце, тогаш или ако не веднаш кога е новороденче, што е најмалиот процент, се чека да направи барем 4 години и ако се уште има потреба, тогаш се препорачува ендоваскуларен третман, кога веќе анатомски ќе се оформи срцето на едно по-солидно ниво, а ендоваскуларниот третман предвидува пласирање на, народски кажано, чадорче или оклудер, кој што се прави пристап преку крвните садови без операција на отворено срце. Значи, најголемиот дел на дефекти се беззначајни. Многу луѓе им ги откриваме веќе во поодмината возраст, што значи дека се развиле и функционирале најнормално. Еден многу мал дел бара итно хируршко решавање, уште во фаза на новороденче. Некој останат дел 20-30% кои што бараат третман, се решава ендоваскуларно негде после 4-та година од живот.
Според некои доктори, пациенти со ваков отвор треба да избегнуваат поголема физичка активност во смисла на планинарење и други активности, носење тежок товар, или јуркање, престанал со пушење и ред други работи, одење по скали. Што според вас треба да избегнуваат овие пациенти, ако воопшто нешто треба да избегнуваат? Прво, треба да бидат на сега тоа е специфицирано за секој пациент, меѓутоа треба да бидат или на антитромбоцитна или на антиагрегациона или на антикоагулантна, се извинувам, терапија, односно или терапија со аспирин или со синтрон, со варфарин, кој што треба да ја разреди крвта, затоа што овие места на комуникација се места на кои што се има склоност за формирање на тромбоемболизам и заради превенција на такви тромби се препорачува извесен степен на разредување на крвта или со аспирин или со антикоагулантна терапија. Тоа е едно. Друго, она што најмногу се советува, избегнување со спортови од типот на нуркање или искачување, планинарење, каде што може да доведе до синкопа, до губење на свест, до проблеми од пред. Ви благодарам. Благодарам.